Глава 9. Приказната на лажната желка. Драга моја пријателке, не можеш да замислиш колку сум среќна што те гледам, рече војводката. Другарски ја фати Алиса под рака и појде со неа. На Алиса и беше мило што ја најде волку добро расположение и помисли дека можеби поради пиперот била толку жестока кога се сретнаа во кујната. Кога јас ке станам војводка, си рече, но не со преголема надеж. Воопшто нема да имам пипер во кујната. Супата е вкусна и без него. Можеби поради пиперот луѓето се толку лути. Продолжи задоволна што открила ново правило. А поради оцетот скиселени. Од камилицата се огорчени, а можеби поради шеќерните петлиња децата се толку сладки. Камо луѓето да го знае ова, тогаш можеби немаше да биде толку скржени. Веќе ја беше заборавила војводката, па се збуни кога и го слушна гласот толку блиску до увод. Нешто си ми замислена, драга, па забораваш да зборуваш. Не ми текнува во моментот која е наравоучението од ова, но наскоро ќе се сетам. Можеби нема наравоучение, се осмели да забележи Алиса. Дете, рече војводката, се си има наравоучение, ако можеш да го најдеш, кажа и се бутна уште поблиску до Алиса. На Алиса не и се допаѓаше таквата блискост. Прво, бидејќи војводката беше многу грда, а второ, бидејќи беше точно толку висока за да може брадата да ја потпре врз рамото на Алиса, а таа брада беше незгодно шпицеста. Сепак, не сакајќи да испадне дрска, си трпеше. Играта малку живна, забележа, обидувајќи се колку толку да го одржи разговорот. Така е, рече војводката, а наравоучението за ова е љубовта. Љубовта го врти светот. Некој рече, прошепоти Алиса, дека светот се врти кога луѓето си ја гледаат работата. Па што? Горе-долу исто е, рече војводката, забивајќи си го острото братиче врз рамото на Алиса, пошто додаде, а наравоучението тука е подобро смисла во рака од луку зборна гранка. Навистина ужива да наоѓа наравоучение за се и се што, си помисли Алиса. Сигурно се прашуваш зошто не те прегрнувам за половината, рече војводката по кратка пауза. Тоа е бидејќи не сум сигурна во какво расположение ти се наоѓа фламингото. Да го пробам експериментот? Можеби ќе се лути, предпазливо одговори Алиса, која немаше некоја огромна желба да го искуси експериментот. Точно, рече војводката. Фламингата и семфот се лути, а наравоучението гласи: рано пиле, рано пее. Само што семфот не е пиле, забележа Алиса. Точно како и обично, рече војводката. Колку јасно ги кажуваш работите. Мислам дека е минерал, рече Алиса. Се разбира дека е, рече војводката, која се чинеше подготвена да се согласи на се што ќе каже Алиса. Тука во близина има ковачница со семф, а наравоучението тука е, кој е паметен, не ја става раката помеѓу чеканот и наковалната. Еј, ми текна, викна Алиса, која воопшто не ја слушаше последната забелешка. Зеленчук е. Не изгледа така, ама сепак е зеленчук. Сосема имаш право, рече војводката. А наравоучението тука е, биди тоа што си, или, ако сакаш да упростам, никогаш не мисли дека си подруго од тоа што другите сметаат дека си, или дека можеби не си била подруго од тоа што си била, што сметале дека е подруго. Мислам дека ова ќе го разберев подобро, рече многу учтиво Алиса. Да го имав напишано, вака кога го кажувате, не можам сосема да ве следам. Ова не е ништо во споредба со тоа што можам да го кажам и тоа што сакав да го кажам, задоволно одговори војводката. Ве молам, не се мачете да го раскажувате се уште со повеќе зборови, рече Алиса. Ах, какво мачење, рече војводката. Секој збор, кажан мој, е подарок твој. Жими подарокот, си помисли Алиса. Баш ми е драго што не се даваа такви роденденски подароци. Пак размислуваш?
праша војводката и повторно си го зареши лестото брадиче во рамото на Алиса. Имам право да размислувам. Остро и одврати Алиса. Оти веќе беше почнала да се загрижува. Токму така. Оти прасињата мораат да летнат. А нара... Алиса многу се изненади кога наеднаш гласот на војводката секна среде нејзиниот најомилен збор. Нара во учение. А раката со која ја држеше почна да се тресе. Алиса го крена погледот и ја виде кралицата како стои пред нив со скрстени раце, смрачена како небо пред бура. Прекрасен ден, ваше височество, проговори војводката со слабичкото тенко гласче. Те предупредувам уште еднаш, викна кралицата тропајки со носете при секој збор. Ке леташ или ти, или главата твоја, и тоа не сега, туку веднаш. Бирај. Војводката одбра и ја снема во тој миг. Да продолжиме со играта. Кралицата и рече на Алиса, која се плашеше зборче да изусти, но полека појде по неа кон игралиштето за крокет. Другите гости го беа искористиле отсуството на кралицата и се одмараа подсенка. Сепак, штом ја видоа, брзо и се вратија на играта, при што кралицата им забележа дека какво било за доцнување ќе ги чини живот. Во текот на нивната игра, кралицата постојано се расправеше со другите играчи и викаше: "Отсечете ја главата" или "Отсечете му ја главата". Тие што ги осудила на смрт беа одведени од војниците, кои мораа да престанат да изигруваат вратнички за да можат да си ја завршат работата. Па по речиси половина час немаше веќе вратнички и сите играчи освен кралот, кралицата и Алиса беа приведени и осудени на смрт. Потоа, кралицата задишано ја напушти играта и рече на Алиса: "Ја имаш ли видено лажната желка?" "Не," рече Алиса. "Не ни знам што е тоа лажна желка." "Тоа од што се прави супа од лажна желка," рече кралицата. "Ниту сум видела, ниту сум чула," рече Алиса. "Дојди тогаш," рече кралицата, "ќе ти ја раскажам својата приказна." Додека си одеа, Алиса го слушна кралот како тивко им кажува на присутните: "Сите сте помилувани." "Леле, тоа е одлично," си рече Алиса. Оти бројот на смртни казни што ги изрече кралицата можна ја вознемири. Наскоро наидоа на еден грифон, кој цврсто спиеше легнат на сонце. Ако не знаете што е грифон, погледнете, станува дембел еден, рече кралицата. И ја однесе младата дама кај лажната желка да ја раскаже својата приказна. "Морам да се вратам и да се погрижам за некои смртни казни што ги изреков." Пошто исчезна и ја остави Алиса сама со грифонот. На Алиса не и беше многу пријатен изгледот на ово суштество, но општо земено сметаше дека е побезбедно да остане со него отколку со ужасната кралица, и така си почека. Грифонот стана и ги протри очите. Потоа ја проследи со поглед кралицата, сето дека таа не исчезна, а на крајот се закикоти. "Колку забавно," рече грифонот полу за себе, полу за Алиса. "Што е тука забавно?" праша Алиса. "Па оно е," рече грифонот. "Се е у главата, знаеш, не убило она никој, ајде." "Сите овде велат ајде," си помисли Алиса, полека одејќи по грифонот. Никогаш никој не ми наредувал олку во животот. Не минаа долг пат пред да ја видат во далечината лажната желка како седи тажна и осамена на работ на една карпа. Како што се приближуваа, Алиса ги слушаше неговите воздишки. Не баре срцето му се пара. Искрено и беше жал за него. Од каде толкова тага? Го праша грифонот, а тој одговори: "Речи си со истите зборови како претходно. Се му е во главата, знаеш, нема он никаква тага. Ајде." Па отидоа кај лажната желка, која ги погледна со огромните очи, полни со солзи, но не кажа ништо. "Младава дама овде е," рече грифонот. "Е, она сака да ја раскажеш твојата приказна." "Ки ја раскажам," рече лажната желка, со длабок и шуплив глас. "Седнете и двајцата и да не сте зуцнале додека не заврши."
И така се седнаа, но неколку минути никој ништо не зборуваше. Алиса си помисли: не знам како некогаш ќе ја заврши приказната, ако воопшто не ја ни почне. Но сепак трпеливо чекаше. Еднаш, конечно рече лажната желка: јас бев вистинска желка. Овие зборови беа проследени со долга тишина, прекинувани само од прекумерното чкрррр на грифонот, како и постојаното липање на лажната желка. Алиса многу сакаше да стане и да рече: господине, благодарам за приказната, но си помисли дека сигурно ќе има уште, па остана да седи и молчешком да чека. Кога бевме мали, конечно проговори лажната желка, малку посмирено, но се уште напатили бајки, одевме на училиште во морето. Класен ни беше една стара желка. Го викавме учителе. Зошто сте го викале теле, ако бил желка? Ах, не само што си тупава, туку си и глува. Погледни ме, па ќе ти текне. Не ти е срам што поставуваш такви простачки прашања? Додаде грифонот, а потоа двајцата молчешком ја гледаа кутрата Алиса, која сакаше в земја да пропадне. На крајот, грифонот и рече на лажната желка: тереј, пријателе, немој ја мисли цел ден, а тој продолжи со следните зборови. Да, одевме на училиште во морето, иако може не веруваш. Не реков дека не верувам, го прекина Алиса. Рече, одговори лажната желка. Устата не си отворила, додаде грифонот пред Алиса да сака да каже нешто. Лажната желка продолжи: имавме најдобро образование. Всушност, одевме на училиште секој ден. И јас сум била на училиште, рече Алиса. Не мора толку да се брчиш со тоа. Со дополнителна настава? Повознемирено праша лажната желка. Да, рече Алиса. Учевме француски и музичко. А перење? Праша лажната желка. Секако дека не, вообразена, рече Алиса. Значи вашето училиште не било толку добро. Во гласот на лажната желка се насетуваше големо леснување. Во нашето секогаш вака стоеше на потврдата: француски, музичко и перење. И онака не ти требало, рече Алиса, ако си живеел на морското дно. Не можев да си го дозволам, воздивна лажната желка. Одев само на обичните часови. А тие кој беа? Праша Алиса. Се разбира, почнувавме со скитање и стишување, одговори лажната желка, а потоа и различни видови аритметика: сопирање, надземање, ложење и мелење. Никогаш не сум чула за надземање, плашливо одговори Алиса. Што е тоа? Грифонот ги крена двете шепи во вис од чудено видување. Што? Не си чула за надземање? Извика. Сигурно не знаеш што значи наддавање, нели? Мислам, рече несигурно Алиса, дека значи да се надпреваруваш, да дадеш повеќе. Па тогаш, продолжи грифонот, ако не знаеш што значи надземање, тогаш навистина си проста. Алиса не се осмелуваше да продолжи да прашува понатаму, па се заврте кон лажната желка велејки: што друго учевте? Имавме историја, одговори лажната желка, броејќи ги предметите на ципестите прстиња: мајсторија, античка и современа, сомореографија и рибографија, потоа криковно. Наставничката по криковно беше една сипа која доаѓаше еднаш неделно, не учеше рикање со бродени бои и гуш. И како ви се допадна? Па не можам баш да ти покажам, рече лажната желка. Оти малку сум засипнат, а грифонот никогаш не научи. Нема време, рече грифонот. Јас одев кај наставникот по класни јазици. Ах, каков давеж беше тој. Никогаш не одев кај него, воздивна лажната желка. Тој предавал и блатински и брчки, така велеа. Така беше, рече грифонот. И тој вознемирено потем двете суштества си ги покрие лицето со шепите. И колку часа дневно имавте? Рече Алиса, сакајќи брзо да ја смени темата. Првиот ден 10, па вториот 9 и така натаму. Колку чуден распоред,
извика Алиса. Затоа се викаат часови, рече Грифонот. Оти поминуваат за час. Ова беше сосем ново за Алиса, која се замисли пред да го каже следното. Значи, и на 10-тиот ден беше слободен ден. Токму така, рече лажната Желка. А на 12-тиот што правевте? Возбудено праша Алиса. Доста за часовите, строго се вмеша Грифонот. Раскажи нешто и за игрите.